На 8. јануари 1931 година е роден Видео Видичевски, поет, раскажувач, романописец и драмски писател. Роден е во Охрид, завршил филозофски факултет во Скопје, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1959 година. Бил основач и прв директор на Радио Охрид, директор на Домот на културата во Охрид, еден од основачите на Охридско лето. За своето творештво е добитник на низа признанија, меѓу кои и наградата на Струшките вечери на поезијата, наградата за најдобра книга меѓу два саема, наградата на Диалог за најдобра поетска книга во 2009 година и наградата Книжевно жезло, што Друштвото на писателите на Македонија ја доделува за поетски опус со високи естетски вредности. Беше тоа на 8. јануари 1943 година, кога кај село Сливник, Велешко, се самоубил Трајко Бошковски Тарцан, припадник на македонското народно ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Имал една од најзначајните улоги во акцијата на 11. октомври 1941 со која започнала антиокупаторската и национално ослободителна борба на македонскиот народ. На 8. јануари 1951 година во Софија умре Војдан Чернодрински, македонски патриот, револуционер, писател, театарски режисер, артист и основоположник на македонскиот театар. Тој ги напиша првите страници на македонската драмска литература и ги удри темелите на македонското театарско дело. Негово најпознато дело е драмата Македонска крвава свадба, што ја напиша во 1900 година, а премиерата е одржана во Софија на 20. ноември истата година. Чернодрински потекнува од свештеничко семејство. Учеше во Екзархиското училиште Свети Климент во Охрид, а потоа образованието го продолжил во Солун. Во 1897 година беше учител во битолското село Могила, а потоа заминал да студира во Грац и во Берн во Швајцарија. Во 1900 година семејството на Чернодрински се преселува во Софија. Беше тоа на 8. јануари 1957 година, кога е роден Ризван Сулејмани. Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, а магистрант е на Европски интеграции и комуникации. Сулејмани на функцијата министер за локална самоуправа дошол од функцијата заменик на министерот за одбрана, што ја извршувал од 12. ноември 2002 година до формирањето на владата на Владо Бучковски. Во периодот од 1996 до 2002 година Сулејмани бил пратеник во Македонското собрание, член на повеќе негови комисии, како и член на делегацијата на парламентот на Република Македонија во парламентот на НАТО. На 8. јануари 1961 година е роден Иџет Мемети. Професионалното искуство го започнал во 1987 година како секретар во основното училиште во село Требош, Тетовско. Во 1999 година бил номиниран за државен советник, а на два пати бил избран за министер за правда. Од мај до ноември 2003 година работел како судија на Уставниот суд на Република Македонија. Бил член на правниот совет на владата на Република Македонија. Беше тоа на 8. јануари 1991 година, кога во Скопје конституирано првото повеќепартиско собрание на Република Македонија. За прв председател бил избран Стојан Андов, пратеник на Сојузот на реформските сили. На 8. јануари 2017 година починал Дарко Гашпаровиќ, еден од најголемите хрватски проучувачи и истражувачи на македонската култура и уметност. Посебно е значена неговата книга Писмо низ вековите, во која тој прави пресек на Кирило-методиевската традиција преку светите Климент и Наум. Познати се неговите стручни погледи и студии за водечките представници на македонскиот театар, како Коле Чашуле, Живко Чинго, Јордан Плевнеш, Слободан Унковски, Владо Цветановски, Дејан Пројковски и други.